Почитувани, вистината денеска силно излезе на виделина. Граѓаните на крајот дознаваат се. Потопени се сите лаги на ВМРО ДПМН, кои упорно една година се пласираат од скапиот Бел дворец за случајот познат како рекет. Граѓаните денеска слушнаа како Христијан Мицкоски имал средби, разговори и директна соработка со Зоран Милевски Кичеец, сега веќе осудено лице во случајот познат како рекет. Значи, Мицковски ја лажеше целокупната и цела јавност дека немал никакви средби со Зоран Милевски. Мицковски и Кичеец активно и директно комуницирале очи во очи на средби, но и преку телефон. Не преку Петко Станко, како што самиот Мицковски вели во објавената снимка, туку сосема директно. Кичеец бил извршител на Мицковски, односно одработувал за ВМРО ДПМН. Активно ја помагал ВМРО ДПМН и работел во функција на ВМРО ДПМН. Мицковски го ангажира Кичеец во изборни цели за претседателските и локалните избори во Охрид во 2019 година. Оваа снимка, освен што ја потврдува вистината, може да биде основ и за постапки поврзани со изборен криминал. Конечно, оваа снимка фрла око, вистинско светло на случајот рекет, кој очигледно води директно до овој скап дворец платен од граѓаните, до ВМРО ДПМН и до Христијан Мицковски. Почитувани, денеска Мицковски ги лаже граѓаните дека е деструктивен, тоа сигурно го знаат, и одамна е познато и граѓаните тоа го знаат за него. Но денеска на дело се докажува неговата спрега со тајкуни блиски до неговата ВМРО ДПМН. Само се потврдува зошто Мицковски работи против правната држава, зошто ги брани криминалите на Никола Груевски, на режимот, и зошто правеше се во овој период наместо да се реформира, да ги блокира и да ги спречи сите реформи во правосудството. Очекуваме целосно расчистување на овој скандал и одговорност согласно законите за сите инволвирани во овој случај, вклучително и оние од Белиот дворец на ВМРО ДПМН.